Поголемата фреквенција на граѓаните, особено со доаѓањето на печалбарите и одржувањето на свадбени и други веселби, носат ризик од зголемување на бројот на позитивни случаи на COVID-19 во Тетово, градот кој речиси во секој бран беше на врвот по бројот на заразени. Доктор Илчо Евковски вели дека благиот пораст се должи на тоа што граѓаните повеќе време поминуваат во климатизирани простории без вентилација, а не се почитуваат доволно ниту сегашните препораки за носење маска во здравствени установи и во јавен превоз. Каква е прогнозата за Тетово? Како што беше и минатата година. Не е нешто поразлично оваа година. Промената ја нема во општеството, промената ја нема во затворените простории. Никаде гледате, дури комисијата не препорачува да се користи вентилација, да се користи филтрација, која што е основата во која што ние можеме да издвоиме некаква борба. Овој период кој што го поминавме беше период кога беше и поладно релативно времето, можеше да се издржи со отворени прозорци и врати. Сега како што се качија повисоки температурите, луѓето се ги затворија прозорците и вратите, немате циркулација на воздух, немате луфтирање, вентилирање на воздухот кој што е заразен натре и започнаа бројките да се качуваат. Минатата година бев страшно извикан заради таа моја алармантност кон свадбите кои што ќе се случуваат и кои што се случија и кој пример го дадов тогаш. Верувам дека и оваа година повторно ќе имаме некои такви случувања. Добро е што омикрон варијантата и BA1 до BA4 дадоа некои горно респираторни предиспозиции, така да не развиваа луѓето дури и во зимскиот период кога беа затворени внатре бронхијални промени, пнеумонии и такви други пројави на долниот респираторен тракт. Лошото е што BA4, BA5 можат да го избегнат имунитетот кој што е создаден од претходните инфекции, од претходните вакцини. Тој имунитет нема да важи за BA4 и BA5. BA5 варијантата има предиспозиција кон долно респираторни проблеми, така да може да ги наполни болниците одново, бидејќи луѓето ќе почувствуваат посериозни компликации и проблеми од самиот вирус. Граѓаните во анкета велат дека не постои здравствена свест кај народот. Таков е народот кај нас, не поштуе закони, не поштуе препораки и затоа доаѓа до ова. И не треба толку гужва да има како се собирамо сега 100 луѓе, 200 луѓе, треба мало помало. Зголемувањето на бројот на позитивни случаи на COVID-19 во земјава е за 65%, но за среќа нема зголемување на бројот на хоспитализации. Министерот за здравство Беким Сали вели дека ќе се насочат кон подигање на свеста и покани за вакцинација за ризичните групи. Негова оценка е дека овој брањ ќе биде поголем од претходните. Имаме на располагање 480.000 вакцини кои што имаат рок на траење до крај на година. Односно, еден дел од нив се до крај на октомври, а другиот дел се до крај на годината, така да ги поканувам сите граѓани кои што се заинтересирани за вакцинација да се обратат кон сите вакцинални пунктови во државата, тоа се 40 вакцинални пунктови, и да се здобијат со дополнителен имунитет, затоа што петтиот бран се уште нема секвенционирање на типот на вирус кој што е присутен меѓу нас. Поради зголемениот број, односно зголемената динамика на движење на нашите граѓани, поради летниот период, очекуваме дека динамиката на ширење ќе биде многу поголема од другите бранови. И тоа што е денес 180 или 190 позитивни случаеви, во тек на една недела може да стане до 1000 позитивни случаеви. Така да што порано се заштитиме, толку подобро ќе биде за сите нас. Здравствените власти најавуваат дека доколку има тренд на зголемен број на случаи, ќе се воведат рестриктивни мерки.